Прашањето на отстранување на бугарската блокада на евроинтеграциите беше едно од клучните на самитот ЕУ Западен Балкан. Имаше дури две рунди разговори меѓу македонската и бугарската делегација во Брдо кај Крањ. Првата во присуство на врвот на Европската унија и комисија, Шарл Мишел и Урсула фон дер Лајен. Втората со учество на најзначајните европски лидери, германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот претседател Емануел Макрон. По завршувањето на двете средби, бугарскиот претседател во настапот пред медиумите објасни дека се разговарало за неколку теми и јасно ги исцрта барањата, кои ги нарече 5+1 прашање со кои Софија ја условува деблокадата. Ключот кам согласие на Българија. Клучот за согласност на Бугарија воопшто не е сложен, се состои во целосно имплементирање на договорот за добрососедство. Потоа македонските бугари да бидат подеднакво рамноправни со останатите 7 народи наведени во уставот на Северна Македонија, и тоа треба да биде јасно кажано. Второ, македонските бугари да бидат јасно наведени во резултатите од пописот. Трето, како што беше признаена историската вистина во односите со Грција, истото да биде сторено и со Бугарија. Објективните факти од нашата општа историја не може да бидат подложни на мултиперспективно толкување. Премиерот Заев повика на изнаоѓање решенија во европски дух за билатералните спорови кои, како што рече, влечат корени од минатото. Пораките од претседателот Макрон и канцеларката Меркел се јасни. За решенијата треба поглед напред, кон иднината, а не копање во минатото. Но за жал не сум сигурен дека претседателот Радев ја разбра таа порака. Чекорите и блокадите што Радев ги презема во името на Бугарија се наврада за македонските граѓани. Македонскиот народ со целата своја миролюбивост не може да ги оправда блокадите. Мојот народ мене ми даде мандат да создадам решенија, но не ми дал мандат да оправдам политики од минатиот век. Европските дипломати најавуваат посветеност за надминување на ситуацијата. Во настапите не споменаа рокови за решавање на проблемот со бугарската блокада. There is an intensive work being done. Европската комисија интензивно работи на утврдување на клучните прашања во билатералните теми меѓу Бугарија и Северна Македонија. Тоа се 5+1 прашање да се осигураме нив да ги ставиме во патока за да има практични чекори напред за решавање на проблемите. Европската унија не е комплетна без Западен Балкан. Мојата комисија ќе продолжи да прави се што може за напредок во проширувањето и интеграцијата на регионот во унијата. Во декларацијата што произлезе од самитот повторена е поддршката за европската перспектива на Западен Балкан, но истовремено се наведува дека во процесот предвид треба да се има и апсорпцискиот капацитет на унијата. Во документот се нотира и дека спроведувањето на Преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија останува значајно. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.